за мене најбитно е да е човек сам свој мајстор. Луѓето одеа на јога, да доживеат некои нирвани, и се оптеретуваа со тоа, нели, ако не доживеат, дека е тоа проблем. Сега ја, нели, со годините малку и се оперирав од тоа. Психоаналитичарите работеле со, нели, со клиентите, меѓутоа им давале и сами нешто да сработат. Што е сега веќе тренд со бихевиорална терапија и така, овие модерните терапии се покажало дека не можеш ти секој ден да одиш на психијатар и на психолог, нема логика. Така да таа комбинација за ова што викаш, ако некој има некој сериозен проблем, јас сум за тоа да иде на психотерапија, а и плюс ова да го прави. Не дека е помалку важно, нели, тоа е важно и за превенција, уопште за самоспознавање. Добро е да се комбинира психотерапија и јога. Па тоа е како си креираш простор, да си работиш, да си ги најдеш стварите, ако не го одвоиш. Работиш. Види, и ние работиме на себе, нон-стоп. Да, знам, значи, ние уствари со психотерапија, нели спомнав, значи ние фактички поминуваме искуствено психотерапија на себе првите 2 години, а потоа се едуцираме како со другите да работиме. Што е значено, како ја сега ќе ти кажам чувството, осети го она, ако ја немам поима, ако ја не сум го